Денес решив да споделам со вас една многу моќна техника која што ќе ти помогне полесно да излезеш од заглавеност. Техниката и сите чекори поврзани со незе можете слободно да ја повлечете подолу на линкот, сосема бесплатно. За да сватиш дека си во еден вид затвор или повторување на едно исто секојдневие, потребно е да ги видиш решетките. Моментот кога ќе сакаш да направиш промена, ќе сватиш дека тоа оди многу тешко. Некогаш околностите присилно не тераат да направиме промена, но што останува со другите 99% од нашиот живот кога ние свесно сакаме да направиме било каква промена? Може да е сакам да ослабам, може да е сакам да вежбам, може да е сакам да престанам со некоја зависност, може да е сакам да си го напредам животот не знам како. И најчесто прашање на моите клиенти е што ме толку држи во едно исто секојдневие. Зошто не можам да направам промена лесно и едноставно? Промените сите ги посакуваме, но рецептот ретко кој го знае. Не е на крајот доволно само рецептот. Потребни се и конкретни чекори. Денес со вас ќе споделам една многу моќна техника која што ќе ви помогне лесно и едноставно да излезете од блокади и од заглавеност. Прво што е потребно, ако ова си ти, најдобро е сега, нели, да речеме, да се одзонираш и да сватиш дека се наоѓаш во еден вид затвор. Моментот кога ќе сакаш да излезеш од овој затвор, настанува контраефект, односно нешто од внатре, од нашата внатрешност, се појавува како еден вид интерна блокада која што не ни дозволува да излеземе надвор од тековната рутина, односно надвор од тековниот затвор. И сега да видиме што точно ме држи во мојот затвор. Кои се овие блокади што овде креираат еден вид зид? Кои се најчесто овие блокади? За да дефинираме и за да сакаме да направиме промена, ние мора да видиме од што се состои овој зид, односно овој зид какви темели има, од кога се тие темели, од кого се овие темели превземени и што се не држи овде. Верувајте, кога сакате да направите промена, основно нешто е првиот чекор. Само првиот чекор е проблем. Најголем проблем на сите луѓе представува само првиот чекор. Првиот чекор кон промена е најтешок. Пример, сакам да престанам да пијам алкохол, да кажам, тоа е од сите мои клиенти мажи, да кажам, меѓу бараното нешто. Како да ја променам тековната рутина? Тековната рутина е фактички фреквенција во која што ние обстојуваме. Тоа е нашиот живот. И сега прашањето е како јас да прекинам со овој живот и да почнам некој нов живот. Односно, нов идентитет. Затоа што вие овде, ако сте во некоја зависност, вас ви треба нов идентитет. Некој нов лик. Тоа во животот и се случува, ние постојано како минуваме низ многу, да кажам, страдања, стресови, убави работи, ние си ја менуваме нашата верзија. Ние посекако го менуваме животот, но овдека ние велиме јас сакам свесно да креирам промена, јас сакам свесно да направам нов идентитет, но не знам како да го направам. Зошто? Затоа што овдека ме држат многу програми,
програми уште од детството, програми од искуството, тоа е фактички една фреквенција што ве држи овдека. Ако направите паралела помеѓу идентитет кој што здраво живее и идентитет кој што пие алкохол, има многу голема разлика каде растал, што гледал околу себе, како е воспитуван, како е образован, значи ова е сосема еден лик, а ова е сосема друг лик. Но ние може да преминеме од оваа фреквенција или од овој тип на живот и да креираме нов идентитет, ако точно знаеме како. Би сакала да упатам порака на сите што ме пратат, дека промените не може да бидат веднаш. Значи, првиот чекор точно е најтежок за промена. Првиот чекор, значи, кога ние го прекинуваме автопилотот, кога ние прекинуваме навиката. Веќе вториот, третиот, четвртиот чекор станува се полесен и вие почнувате по една нова патека каде што ќе наидувате на други некои точки, тестови, дали ќе се вратите назад или напред. Но сакам да кажам едно нешто и сите луѓе да сватат и да се спријателат со идејата дека за промена треба напор и време. Не може промена утре. Не може промена веднаш. Некогаш, и ако настане веднаш промена, постои голема опасност вие да се вратите во стариот идентитет. Што би значило тоа? Тоа би значило, добро, јас сакам да ја променам работата, окей, се пријавувам на некое ново работно место, не сакам да го пуштам старото, нели таму, не знам, кажам дека ќе одам на неплатен одмор или некој друг модус и одам на новото работно место. Меѓутоа, новото работно место има нов идентитет, таму е нови луѓе, многу постои голема опасност енергетската структура од стариот идентитет да ве врати назад. Назад нема да се вратите ако сите бродови ги запалите, што би рекле, нели, тоа е во наводници. Значи, назад не се враќате ако нема кај да се вратите или немате како да се вратите, па сте приморани таму да останете. Но верувајте, промена може да настане свесно. Свесна промена настанува, луѓето не знаат дека се заглавени, само едно знаат, не го сакам повеќе овој живот. Оваа форма, оваа верзија која што живеам, сакам да излезам. Ова е едно од најчестите барања на моите клиенти. Но затоа, првата фаза ни е да ги мапираме невидливите ѕидови. Кои се овие програми, што овде не држи да ние не можеме да направиме промена? И сега да се навратам, значи, на тој пример. Сакам да престанам да пијам алкохол. Можете вие да престанете да пиете алкохол ако имате уверување па сите пијат. Значи, ако имаме овдека програм и уверување па сите пијат. Па сите пијат, не може да излезете вие од сите пијат. Ви ќе верувате дека сите пијат. Ви никогаш нема да дојдете до момент има луѓе кои што спортуваат. Значи, ќе останете на сите пијат. Или, па никој не се образува. Што имам јас сега да учам? Треба некој да дојде да ме спасе. Значи, треба некој да дојде, еден друг програм. Треба некој да дојде и да ме спаси. И тоа е програм. Значи, ние треба овдека да ги дефинираме сите програми кои што ние веруваме. Во сето ова ние веруваме и ние мора да видиме во што ние веруваме. Да направиме промена на тоа програмирање во некој нов момент. Така да, првата фаза е мапирај си ги сам на себе или сама на себе невидливите ѕидови. Во кој затвор од уверувања, во која свесност ти живееш. Што е тоа што ти веруваш дека е неможно? И одиме на втората фаза, каде што е како да се освестиш и да делуваш и да прекинеш да делуваш по навика. Односно, излез од автопилот. Се надевам дека сите овие вежби реално оние што се заинтересирани ги прават. И ова навистина ќе ви помогне за едно депрограмирање,
каде што ние лесно ќе можеме да менуваме верзии, наши верзии и да влеземе полесно од еден идентитет во друг. Ние тоа посекако го правиме. Посекако ние во текот на животот ги менуваме нашите верзии. Еве, например, да почнам од се. Јас сум била дете, после сум била девојка, после сум станала сопруга, мајка, значи тоа, па после сум станала возач, па и ред други работи. Значи, тоа се многу склоп на наши верзии, од кои што ние мислам дека е време да сватиме технологијата на лесна промена на верзиите, бидејќи времето во кое што живееме на вистина бара еден вид промена и кај нас. Моментов се случуваат многу планетарни промени и би требало и нашата свесност да може лесно да се адаптира и да биде флексибилна, да може да излеземе од едно непотребно страдање и едноставно да ја подигнеме нашата свест, дека ние реално можеме многу работи да направиме, доколку многу малку напор вложиме. Ова многу малку напор може ви се чини како нереално, но верувајте така е, ако секој ден вложувате по нешто малку, по 6 месеци или 8 месеци, вие ќе имате голема промена. Би сакала една единствена порака до сите. Спријателете се со идејата дека за промена е потребно време и напор. Вие не можете промена да имате утре. Не може ни задутре, не може ни потридне. За крупна промена бара време. За сите оние што се во, да кажам, манифестацијската група, оние што ме следат, што се околу манифестациите, значи лесно може да манифестирате слободно паркинг место или некој да ви се јави, но тешко манифестирате промена. Тоа манифестацијата не е некоја магија, него едноставно склоп од повеќе системи кои што последователно по некој одредено време и напор настанува спуштање на таа манифестација во корелација, значи, со реалноста. Не е никогаш како ние што сме мислеле, него секогаш добиваме на крајот подобро од што воопшто стартно сме размислувале. И сега да видиме кои типови на комфор не држат во комфорт зоната. Социјален комфор, креативен комфор, енергетски комфор и емоционален комфор. Социјалниот комфор е оној комфор каде што ние не мораме ништо да кажеме. Не го искажуваме нашиот глас, не ги кажуваме нашите идеи за да не бидеме отфрлени, не ги покажуваме нашите граници, се повлакуваме од луѓето, не ја кажуваме нашата вистина, едноставно правиме се само да останеме во една заштитена зона. Значи, социјалниот комфор е избегнување на искажување на нашиот глас и на се што сме ние фактички. Влегување во социјален комфор е повлекување од секоја изолација за да се избегне, нели, некаков комфор или некаква борба едноставно, па немам сега јас енергија за тоа, па јас не можам и остануваме во една комфор зона каде што ние реално по некое време започнуваме да страдаме. Овој социјален комфор каде што ние избегнуваме, значи да се искажеме себе си, може по долги децени да премине и во физичка болест, односно физичко страдање, па често можеме да видиме на луѓето дека имаат проблеми, да речеме, со тироидната шлезда. Зошто? Затоа што телото им јавува сигнал дека доволно е молчење и доволно е ова страдање во социјалниот комфор. Односно, овде се бара
реална промена да направиме, значи реално искажување на себе си и својата индивидуалност и своето мислење. Значи, некогаш не е потребно само да се адаптираме и само да молчиме и да остануваме тамо кај што сме и да правиме некои споредни решенија кои што реално нема да ни го подобрат животот. Споредни решенија мислам. Не ја кажам вистината тамо кај што треба, на друго место ја кукам. И ништо не правам, само ја потврдувам таа фреквенција, таа вибрација, за да останам реално тамо кај што сум во тој идентитет. Кога сакаме да направиме промена, ние мора да исчекуваме. И затоа повторувам, секогаш првиот чекор е најтежок. Првиот момент кога треба да го кажеме нашиот глас. Секако социјалниот комфор обезбедува добри работи, има добри страни, но истовремено, колку што има добри страни, има и лоши страни, што вие страдате. Последицата е еден живот кој што каде што вие немате некаков свој печат и не е искажана вашата индивидуалност. Значи, тоа е цената за да останете во овој социјален. Креативниот комфор се однесува на момент каде што вие постојано ги одложувате сите оние проекти кои што сакавте да ги направите. И сега сети се што се сакаше да направиш, но едноставно се воздржа и не сакаше кон тоа да исчекориш. Кои се тие проекти кој исчекор сакаше ти да го направиш, да биде со твој печат, но ти се повлече? И остана, нели, пак, да кажеме, ние во старата фреквенција или во твојата стара версија. Значи, каде ти едноставно ние за да се справиме со околината, некојаш ставаме и нели маска, сите имаме ние маски, имаме и јас, с која што комуницира со светот. Но таа маска и таа глума не го менува животот, не прави промена. Значи, дека се бара креативно исчекорување кон идентитетот кој што ние сакаме да биде. Значи, креативниот комфор е исто така уште една решетка на затворот, односно ова е веќе фаза 2, каде што ние сакаме да освестиме кои се решетките, значи, од што е создаден овој затвор и како ние реално делумно уживаме во него. И затоа не можеме да направиме промена. Значи, креативниот комфор е откажување од сите проекти идеи кои сакаше да ги направиш. Енергетски комфор. Енергетскиот комфор, можам да кажам дека од сите овие 4 типа на комфори е најсилен. Енергетскиот комфор е фактички останување во средина која што е позната и во одредени секојдневни ритуали и активности на кои што ние сме навикнати. Што значи тоа? Кога вие чекорите кон нов идентитет, ако сакате да креирате нова верзија ваша, вие треба да имате различни активности и навики. И затоа, кога креираме нов идентитет, значи ова ако е старата верзија ваша, ако е ова вашата стара верзија, за да дојдете овде на новата верзија, ова е сосема друг идентитет. Ова е друг идентитет. Не е веќе истиот идентитет. Значи, овој нов идентитет има други навики, има други размислувања, има друга свесност. Значи, ако овдека, например, сме имале помалку пари, а овдека сме станале, да кажеме, некој предприемач, сме почнале некој мал бизнис или среден бизнис, не е битно. Овој човек поинаку размислува, има сосема поинаква свесност од овој човек.
Значи, овој човек се надградил со некои нови вештини, стекнал со ново знаење и искуство, порази. Не може без пораз, мора да има пораз. Често пати клиентите ми викаат, ама јас сакам дали ова ќе биде сигурно. Не, нема да биде сигурно. Често пати клиентите викаат, да, ама сакам и да не се соочам со пораз. Не може. Мора да има серија од мали порази, за да на крајот има голема победа. Не може без грешка, не може без пораз. Секој што ќе ви каже поинаку ве лаже, верувајте. Луѓето кои што ме пратат, нели, што се занимаваат со манифестации, ќе направам јас посебно видео за фреквенции, ако ние комуницираме со квантното поле, мора да сватат дека реализираат и им се остваруваат од подсвест програмите. Значи, вие мора да репрограмирате подсвест. Значи, оваа подсвест, оваа свесност и оваа свесност е сосема различно нешто. Овој човек се ослободил од некои уверувања, овој човек што ги имал. Овој е ослободен, има ново знаење. Има, али нешто оставил, нешто сватил дека не е така. Дека не мора да биде, не мора да страда, дека може да си го подобри животот. Сам да си го, не треба никој да дојде, секој може сам, затоа се овие видеа, затоа е споделување, затоа што мене лично ми помогнале овие методи. Значи ми го направиле мојот внатрешен свет подобар. Бидејќи од вашиот, да имате смирен внатрешен свет, нема цена. Тоа не го купуваат ни едни пари. Значи внатрешната смиреност, значи да бидете здрави, да бидете свесни, да можете да функционирате и да одбирате која верзија сакате да бидете, верувајте, на вистина е сосема поинаков квалитет на живот. Така да, овој енергетски комфорт представува, можам да кажам, едно од најсилните влечни сили, бидејќи ние како битија сме научени на едно исто темпо и ако направиме промена, ние стануваме нервозни додека не се акомодираме на новиот систем. Секогаш одењето од стар систем на нов систем има меѓуфаза која што на вистина треба да се положи тој испит. Не можете вие да оставите една навика, вие мора да креирате нови навики. Сакам да оставам, да кажеме, доаѓаат кај мене, не сака да пуши, сака да престане да пуши, сака да живее здраво, но новиот идентитет има други навики, не се истите и не се ни истите луѓе. Зашто вие кога ќе смените енергетската структура, ќе се сменат и луѓето околу вас. Кога кај вас внатре ќе настане промена на интерната динамика, ќе се смени и луѓето околу вас. Значи, можеби ќе добиете нови пријатели, можеби ако сте оделе во кафана, во ресторан, ќе почнете да додите во природа или во теретана или ќе запознаете сосема нови луѓе. И вие нема да резонирате веќе со старата верзија. На веќе старите пријатели, за жал, можеби со некој нема да се дружите, затоа што реално ќе имате нови. Рековме, енергетскиот комфорт е фактички една од најсилните стеги. Најсилната стега. И таа има влечни сили. Се влече назад. Емоционален комфорт. Значи, овие се 4 столба кои што ве држат во блокади. Емоционалниот комфорт е еден од 4 столбови, нели, исто така доста силен, кој што ве држи во блокада и во вашата стара верзија. Тоа значи неискажување на одредени емоции. Криење на вистинските емоции. Криење на вистинските емоции, емоционалниот комфорт
е неискажување на одредени емоции и криење на вистинските емоции, неискажување на гнев, кога реално го чувствуваме, неискажување на тага. Едноставно, овие две можам да кажам се често пати поврзани. Значи, не кажувам како се чувствувам на вистина, тоа го манифестирам по други канали, нели, може да биде пасивна агресија, може со молчење да казнувам некого, може со одбивање на споделување на нешто со некого, затоа што луѓето најчесто мислат дека нема другиот, време за него, нема блискиот, разбирање за него, но најчесто станува збор дека ние не се разбираме себе си. Ние најчесто не се разбираме себе си, а бараме другиот да не разбере. За да може другиот да не разбере, ние мора да влеземе во сосема друга вибрација, значи во сосема една отвореност, една ранливост, каде што ние ќе го искажаме на смирен начин тоа што го чувствуваме. Да споделиме со другиот реалност, а не ние најчесто што правиме е напад и обвинување, манипулација со вина, секогаш префрлена на другиот. Другата страна, пошто секогаш ќе биде наше огледало, значи ќе возврати со истата мера и ние ништо не добиваме. Значи, ние добиваме на крај ситуација каде што двајца учесници во еден комплекс, но постојано се само обвинуваат. Вие можете да одите во овој луп, во овој круг со години, значи само да постои помеѓу двајца една циркулација на постојано обвинување и бранење. Нели, таа една игра, доколку не се освести, може да трае со години, со децении, да премине како несвесен програм и на децата да гледаат, па потоа следните генерации. Така е тоа така наречено кармичко тркало или запис на ДНК, каде што нашите однесувања фактички го креираат нашиот живот. Овие се 4 столба на втората фаза, каде што ние треба да бидеме свесни тоа е тоа што не држи, а ние уживаме во тоа. Значи, ние еден дел од целиот овој комфорт, ние фактички нас не е добро. Но е дводимензионално. Нас не е добро, но цената која што ја плаќам, која цена ја плаќаш за да останеш во ова, бидејќи нормално е природно ние да сакаме да се унапредиме, да оставиме наш печат, да излеземе од таму од каде што сме, но програми кои што немаме никаква корист и што не ни носат никаква добробит. И одиме на фаза 3 од оваа моќна техника. Тоа е активација. За да не правиме промена, односно фаза 3 од оваа мултидимензионална техника, е ние да направиме активација на новиот идентитет. Овде може да замислиме дека станува збор за мост. Овој мост е составен од, да кажеме, да речеме цигли, така? Еден мост се гради од повеќе цигли. Да речеме визуелно вака, ова се метафорични цигли, сега ќе ги објаснам. Зошто ова го објаснувам? За да преминеме од стариот идентитет на новиот. Значи, ако овдека сме имале некои навики кои што не ги сакаме да ги имаме, например, сакам новиот идентитет да спортува, а стариот идентитет, да кажеме, конзумира алкохол.
И сега да видиме како доаѓаме до новиот идентитет. Промена не настанува во еден ден. Спријателете се, повторувам уште еднаш, со идејата дека вие немојте да размислувате веднаш дека ќе предете на новиот идентитет. Тој се состои од цигла и секогаш ќе мислите само на следната цигла. Значи, ако почнете еден ден и имате промена на навик, доколку мислите дека многу процеси треба да пројдат, не. Затоа се јавува анксиозност и повторно се враќате во стариот идентитет. За да направите промена, потребно е повеќе чекори да направите и да останете на патеката. Само тоа е потребно. Што ќе направам утре? Аха, и денеска. Океј, се вратив, денеска грешив, си простувам се. Денеска сгрешив, ме врати старата верзија, но јас утре продолжувам. Значи, не може никој да дојде да ве спаси. Значи, секогаш сами ќе се буткате. И да ве врати старата верзија, бидејќи во активацијата вашиот најголем непријател, значи на овој идентитет, старата верзија е најголем непријател. Значи, најголемиот ваш непријател е вашата сегашна верзија или вашата стара верзија. Од таму од каде што сакате да излезете. Значи, најголемиот непријател е вашата стара верзија. Значи, на новиот идентитет, старата верзија е најголем непријател. Зошто? Бидејќи има навики, има рутина, има автопилот, има емоционален комфор, има енергетски комфор, има социјален комфор. Значи, ова е цела една структура која што со години е градена, а ова е како ново фидонче. Но секако, мостот кој што треба да го поминете за новиот идентитет, потребна е ваша издржливост. Не може никој да ве може да си платите професионална поддршка. Може, например, луѓе доаѓаат кај мене на сесии, јас ги поддржувам на патот на промената. Но за да ви биде полесно, секое сабајле повикувајте се на новиот идентитет. Која е таа нова верзија што треба вие да ја креирате? Оваа метода што јас денес ви ја покажувам, фактички убаво би било и помладите да ја знаат, бидејќи ние постојано ќе треба сега да се менуваме, како што технологијата напредува, вештачката интелигенција, секако и ние треба да се менуваме. Доколку имаме уверувања дека тоа не е можно, дека ние сме во години, дека ние не можеме се, доколку сака. Никој не може да дојде и да ве убедува како вие да правите нов идентитет. Мора да постои желба однатре. Сите овие видеа што се, еве јас што ги снимам и мои колеги, интернетот е препон со вежби и материјали, ова е се што ние споделуваме за да помогне на другите, она што им помогнало на мене и на слични како на мене. Кога човек знае како се прави промена, лесно ќе оде кон промена. Внимавајте кои луѓе ви се, како да кажам, на кои луѓе се огледувате, кој ви е пример како треба да биде вашиот живот. Вие можете да направите промена без да размислувате дека е тоа неможно. Ако вие влезете во ситуација тоа е неможно, и никогаш не можете да направите нов идентитет. Се надевам дека сите овие инструкции ќе ви помогнат да направите една убава реална промена. И во следното видео ќе објаснам како реално се прави промена. Бидејќи луѓето велат вака, јас не знам што сакам, не знам точно што сакам. Било што само ова не. Значи не можеме така. Било што само ова не, ќе дојде нешто случајно, ние ќе се фатиме за тоа. Значи мора точно да се знае како ќе изгледа нашиот живот. За 2 месеци, за 4 месеци, за 8 месеци, што ние ќе правиме, како ќе изгледаме, во што ќе вложиме, дали ќе верувате влогот во себе
е нешто најдобро што може да го направите. Вие ќе купите вазна, ќе купите, не знам, некој сервис или нешто што после на крајот предмет ќе заврши во подрум. Ова ќе остане за вас и овие виштини фактички ќе си ги внесете во себе си, тие ќе останат како еден вид трајно богатство, бидејќи искуствено, кога искуствено нешто правите, тогаш дефинитивно ќе има некаков удел во напредокот. Бидејќи вие посекако утре ќе живеете, посекако утре ќе се раздени, посекако ќе дојде новиот ден, но што може да направиме да унапредиме нашиот живот? Што точно? Мора точно да знаеме што сака. Се гледаме во следното видео.